Добре дојдовте на тестот на Opel Grandland. Opel во последните години го градеше своето присуство на сцената главно преку два модели, преку Corsa и преку Mokka. Corsa како модел кој што нуди противвредност за парите и ја докажано име, и Mokka како модел кој што е SUV и кој што нуди стил. И тоа се моделите кои што посегнуваа највисоко во продажните позиции, кои што се бореа за највисоките места во продажната статистика и секако ги цени народот. Со Grandland работите стануваат многу посериозни. И уште едно нешто кое што треба овој Grandland да го постигне, тоа е да го пополни местото кое што некогаш и припаѓаше на Insignia, на модел од средната класа, која што веќе известно време не се произведува. И што нуди овој Grandland повеќе од истоимениот модел пред него? Секако стилот. Германците и во стилот не се раководат според тоа дали како бил инспириран дизајнерот, туку постои шема. Постои Opel Vizor, кој што е уште повеќе унапреден и повеќе отмен во Grandland како нов знаменосец на марката, и постои крстот. Оваа линија е линија на симетријата. Се е симетрично, продолжува и во опашот. И уште еден важен детал — осветлувањето. Логото е осветлено, блицот, односно молнијата, и оваа светлечка лента. И тоа изгледа многу представително. Овој Opel ќе се гледа на улица, ќе се препознава. Нема да биде само Volkswagen Arteon, тој што ќе биде со целосно осветлен нос. Ово има дополнително и лого осветлено. И огромен е Grandland. 4 метри и 65 сантиметри. Повеќе од претходникот. Секако повеќе и од Peugeot 3008 со кој што ја дели платформата. И уште нешто, тоа е бојата. Ова е историска боја, традиционална боја на Opel од времето кога произведуваше лимузиништа со V8 мотори, од времето на Дипломат Адмирал и од времето на Ascona. Познавачите ќе се сетат, ќе препознаат Opel. И секако, оваа боја е во тој познат манир на Opel, оваа боја е бесплатна. Таа е заштитната боја, е бронзена металик боја и е без какво било доплата. Многу стил има во Grandland, меѓутоа врвот е во опашот. Opel, името Opel напишано со осветлени букви. Осветлени ленти, се повторува таа симетрија, се е под симетрија, и бришачот нема отстапување лево-десно. Симетрија. И уште едно стилско обележје, тоа е втиснатото име Grandland, значи повеќе не се користи хром. Opel не користи, и како и повеќето други марки во Stellantis, не користат хром во дизајнот заради тоа што се троши многу енергија, нечисто и слично, и затоа се избегнува користењето на хромот. И затоа не е напишано името Grandland со хромирани букви, туку е втиснато и изгледа многу отмено. Ми се допаѓа. А поглавјето за дизајнот оди заедно со впечатокот за завршната изработка. Лакирањето е изведено безпрекорно. Нема насобирање на боја по рабовите, што може некогаш да се забележи кај некои производители, ќе се зачудите. Значи по рабовите, по самите кантови може да се забележи боја. Тука нема никакви траги од тоа дека лакирањето е лошо проектирано или изведено. Зјавите се рамномерни. Можеби не се најтенките тесните зјави кои што ги има во браншата. Чинам дека кај Peugeot 3008
забелешка чисто на посеќавање дека кај 3008 се потесни зјаевите каросериски, меѓутоа се рамномерни, не може да се забележи дека е косо вградено некоја додат каросериски врата или светла, тоа не може да се забележи. Убава е изработката, ги има и овие детали, ова е секако ГС нивото на опременост, второто ниво во моментов, повисокото ниво, спортско и отмена. ГС, ГТ, меѓутоа ГС во чест на ГС е. ГС е голема значка на Опел. И ги има овие сјајни додатоци, не е премногу претерувано, некогаш ќе ве фати паника кога ќе видите целосно лакирано со овој црн сјајен лак и нултите зјаеви, значи крилата со браникот и тој каде што нема место за зјај практично, и тоа е изведено педантно, германска работа. Германциве си го сработиле тоа минимално можеби половина милиметар, колку што јас гледам. Половина милиметар можеби има отстапка во овој раб, меѓутоа тоа е се. И уште едно подрече каде што се забележува германската доработка. Овој спој меѓу црниот покрив што е, значи кај ГС стандард, контраст, фантастично изгледа. Овој преод меѓу црниот лак, кој што е отпоста лакиран, значи додадено, и меѓу каросеријата е безпрекорно изведен. Значи тука има јасен преод, се чувствува. И уште еден детал во поглед на завршната изработка, секако се заптивките, двојни заптивки и целосна заштита од тоа праговите да не се извалкаат. Да видиме како е завршната изработка во внатрешноста. Вратата посебно убедува. Секоја површина е обработена. Ова платно тука, секако е рециклиран материјал, меѓутоа е пријатно, е убаво освежување и намерата е денес браншата сака да ви направи, кога ќе седнете во автомобил да се чувствувате како во дом или во некој лаунж бар или слично. Тоа е убава изработка, значи не е само една површина, туку и овој слој, ова се е изработено со тоа платно, значи рециклиран материјал, напреден, технолошки напреден материјал. Овде се забележува отворот, значи за проветрување, кој што е пренесен многу повеќе доближен до возачот и до совозачката или возач. Има канал, значи што се од таблата се го пренесува воздухот во вратата и на тој начин се смалува интензитетот на дување. Значи, нема да се јави вкочанетост ако летно време вклучите на минус 16 степени и после известно време почувствувате вкочанетост, втрнатост во рацете. Овде исто така има платно, значи сосем друго платно, многу погрубо, затоа што германска работа. Тука повеќе се допира, повеќе изложен тој материјал, хромирана рачка и ова е изработена, не е обична пластика и тоа што мене ми се допаѓа, меко обложен подпирач за рак. Тука ова подрече каде што коленото се подпира при возење, тука е обложено. Ето затоа, значи не сум во заблуда кога реагирам некогаш ако е тврда ова пластика. И нема нешто премногу драма околу прекинувачите, убаво обложено, се е обложено. Таблата е изработена примерно, значи еве го и овој дел исто е обложен, не е едноставна пластика, покривот, таванот е добар. Има мек полиуретан, меѓутоа прашање е зошто овој дел, каде што очигледно можело да биде, значи не е продолжен полиуретанот целосно, тука е прекинат тука делот и овде се продолжува со покрута пластика која што да, навистина изгледа дека е постилска, значи дека е за стил, меѓутоа можеби била намерата и да се заштити на тој мек полиуретан, меѓутоа не пречи. Два различни стила, три графики, значи една, две, три, 4 материјали, 5 материјали, 6 материјали се менуваат. Полиуретан, некоја графика ваква. И германците можеби премногу сакале да покажат дека им е важно да остават впечаток за убава завршена. 7 материјали, еве и овде има сјаен материјал. 7 материјали по висина се менуваат. Се е тоа перфектно изработено. Меѓутоа,
на германците вообичаено им недостига стил. Сето тоа е убаво, се е перфектно совршено, меѓутоа французи и италијани ова би дале нешто би направиле. Сега ќе го изработат малку полоше, меѓутоа ќе направат малку стил. Еве го, се внимавало дури германска работа, еве го и оваа линија, значи продолжува, тој крстот, значи од тој гребен, еве го продолжува и тука во внатрешност. Меѓутоа малку стил. Убаво е. Можеби некому ќе му се најде дека е убаво, чисто јас кажувам. Рачките се убаво изработени. Тоа што исто така можам да забележам е овој бокс тука, значи убава е идејата. Меѓутоа пластиката од која што е изработен овој панел тука дозволува провидност, значи можете да гледате, тој простор останува затворен и телефонот ќе го сместите тука и во ред. Не се е затворено, го гледате дисплејот кога ви звони некој и слично, меѓутоа пластикава може малку поотмено, поскапо да изгледа. Не е ефтино, убаво изработено, меѓутоа малку поскапо да била, да личи повеќе на стакло. Ќе трае овој Грандленд. И звукот е пристоен. Да. Секако. Вратите не, рачките не изгледаат ефтино. Да. Убав од и на рачките. Ништо не тропа. Браво. Германско. И како многу пати досега, во багажникот се покажува колку сериозно е пристапено во развојот, во осмислувањето на некој модел. И првиот впечаток, да, просторно е, рамен под релативно низок товарен рап. Ова е многу згодно, значи конечно некој се сети дека може да се скуси, да се закоси оваа површина, место да се извлекува багажникот неприродно. И со тоа да се овозможи да пристапите полесно во багажникот без да си ги извалкате панталоните или можеби некоја дама сукњата. И првиот впечаток, покрај просторноста, значи нормално дека тоа е багажник над 500 литри. Се што е над 500 литри е луксус. Е изработката. Значи ова е класа. Тука се гледа средната класа на Грандленд. Дебела плоча. Нема ефтина плоча која што ќе се исповедка од најобичен куфер. Рачка, цврста рачка, за да се подигне тоа. И влежиштување за да се задржи полицата, за да имате пристап долу. Убава заштита. Е сега ова заптивка тука можеби е и за нијанса премногу чувствителна. Значи треба да се внимава при растоварување, при растоварање на куфери, да не се оштите, не се повлече оваа заптивка. Ништо страшно, ќе се смени таа. А колку е германски Opel Grandland, еве еден најдобар пример. Значи полицата на место и што е ова? Се влежиштува. Колку и да изгледа наивно и небитно, тоа е всушност заклучниот впечаток што потврдува дека ова германци го правеле. Opel. Со тестот на новиот Opel Grandland воведувам една промена во начинот на тестирање, значи секогаш ќе возам по една стандардна рута, стандардизирана рута, која што вклучува најразлични сценарија на возење, односно првото одредиште ми е Страцин. Од тука, ова е надвозникот пред Петровец, од тука продолжувам кон Арачинова, понатаму преку надвозникот продолжувам за Арачинова и за Куманово. Од Куманово во правец на Крива Паланка по сега обновениот пат и возам до Страцин. Поаѓаме. Од тука кусо по автопатот,
Секако тука ќе може да се види веднаш и забрзувањето. Затоа што за разлика од навиката што имаат многу возачи, да забрзаат до 60 па да се префрлат на средна лента, тука ја користите оваа лента за да забрзате, ево го. 100. Нема проблем, очигледно, како што многумина се убедени дека 1-2 литерски мотор е слаб, дека е тромав, дека нема да трае, или дека ќе троши многу. Очигледно е дека многу лесно забрзува. Сепак се работи за нова генерација на PureTech моторот, 1-2 литерски, познат мотор, кој што во основата клучната промена ја има во тоа што сега користи синџир, ланец, место запчест ремен потопен во масло. Еве еден мал тест на меѓу забрзување, значи стандард некогашен од 80 до 120, само да постигнам рамномерна брзина. Да, еве го. Толку трае. Значи тоа е основното мерило на еластичноста и покажува колку е еластичен моторот. Секако тука станува збор за автоматски менуе со двојна спојка, кој што кога ќе препознае нагло притискање, односно барање за нагло забрзување, префрла во најнискиот можен степен за да обезбеди посилно забрзување. Клучната промена е во тоа што е вграден електромотор. Значи има електромотор со моќност на 121 којска сила и 50 на ньютон метри, кој што е вграден во самото звоно на менувачот. И што значи тоа? Значи дека електромоторот, кога постојат услови за тоа, може на тој начин и самостојно да го движи возилото. По Арачинова се продолжува по овој пат, кој што има доста нагорнини, криволеста, има кривини. Меѓутоа, што значи тоа? Тоа значи дека на секој одземање газ или на секое подсопирање, сопирање, односно има разлика меѓу сопирање и запирање во нашиот прекрасен македонски јазик, тоа значи дека се генерира енергија, тој залет се претвора во електрична енергија која што се акумулира во батеријата. Малечка батерија има помалку од половина киловат час, меѓутоа сосем делотворна, затоа што се користи веднаш. И еве сега, например, забрзувам, благо забрзувам, да го искачам ова и се користи дел, од таа енергија во батеријата. Значи, секогаш помага, секогаш е активен. Електромоторот ти го потпомага моторот. Значи, според моќта на повлекување, според динамиката, според опуштеноста која што човек може да ја има во возењето, овој 1,2 литерец со турбонадполнењето се однесува исто како 1,6 литерец атмосферски. И тоа е целата приказна. Рачки за мануелно менување на степените на пренос се стандард тука, и во Корса исто така се стандард, зашто не би биле и во Грандленд, во знаменосецот. 15,4 километри имам поминато од Арачиново до тука, во кој што бил активен електромоторот, значи го поддржувал возењето или во одредени ситуации и целосно го презал погонот. И тука следи едно убаво забрзување, затоа што веднаш се приклучуваме на автопатот кон Белград, да видиме како забрзува 1,2 литерски мотор. Се чувствува турбината, се чувствува која ќе го произведе притисокот на надполнење, полниот притисок на надполнење, и се чувствува како да ве повлекува нешто нанапред. Толку од приказната дека бил 1,2 литерски моторот. Значи, гледајте го, исто како да е 1,8 литерски пред 20 години. Затоа што овој ќе потроши 3 пати помалку. Еве го и просекот до тука 5,5.
Тука е активен само моторот, меѓутоа работи со исклучително ниско ниво на врт, 1900 вртежи. 90 брзината, меѓутоа е на горнина тука секако. Меѓутоа и на тоа ниво се случува активно турбо надполнењето и го произведува тој неопходен притисок на надполнење за да може да влече тука исто на горнина, да видиме дали ќе побара асистенција. Тука сепак користи аеродинамичноста. Грандленд е исклучително аеродинамичен и тоа што не бара моторот помош од електромоторот тука на оваа долга на горнина се должи на фактот што се мали отпорот на воздух. Паркирањето е зад камионов. Меѓутоа, да видиме што вели податоци. 67 е просечна брзина, просекот е 5,5 литри. Ето така. А геотракер на сето тоа ќе каже дека се поминати вкупно 68 километри. Вкупно во возење 1 час е возењето, 68 е просечна брзина во движење е 69. Тоа покажува за овој дел од патот. Значи добивме 5,5 со просечна брзина од 69 км на час. Треба да се најде простор, еве го просторот, ете го. Ете колкава моќ. Значи дори мораме да го прекинам забрзувањето. Тоа што има очигледно повеќе моќ од колку што дозволува патот. Што вели? 27 км се поминати од Страцин, просекот 8,5. Меѓутоа, таа вредност е малку нереална, затоа што има прво запирање поради полицијата. Тоа е плюс потрошено гориво и има плюс запирање неколку минути за да ја поставам камерата, така што мора да се смета на таа толеранција. Аз верувам дека ќе беше под 8 литри, а ете го пробиштеп, што ќе покажат податоците, 40 просек, 7,5 потрошувачко со оглед на тоа искачувањето и на притискањето, значи на вистина притиснав таму, 7,5 литри. 33 км се поминати. Понатаму се вози по рамничарски терен, со постојано темпо, со константна брзина и како што можам да видам, електричниот погон многу често ќе се активира, односно електромоторот многу често ќе биде ангажиран на овој дел од патот. И тоа е, патот нема ништо тука драматично. Ете потрошувачката колку падна на 4,3, 6 км се поминати. Колку е потрошувачката тука? 4,0. Дизел патам не постои. Еве да покажам по оваа пригода. И затоа, да. Ете го погонот, значи прво 5 секунди додека се разбуди и ете го. Премногу ми е ситна некако. Тука, еве го, на момент, еве отпуштив газ. Да, еве го, електромоторот генерира, се гледа, јасно е, меѓутоа малку покрупно да биде, малку поише филм да се направи. Да не биде дека сум го одминал Штип, тука на кружниот тек се враќам назад и по споредниот пат за Велес. И следното одредиште. Тука сум по Велес, продолжувам сега по автопат. 69 км поминав од Пробиштип, со просечна брзина од 61 км на час, релативно едноличен пат, просекот 4,8 литри на 100 км. Интересното тука е поглавје кое што открива вистина за перформансите и за потрошувачката е
долгата нагорнина и голема нагорнина кај Ветерско. Што може таму? Толкава машина. 4 метра 65, подолга и од Peugeot 3008. Што може со 1-2 литерски мотор со 136 конски сили плюс електромотор со 21 конска сила плюс батерија од одвај половина киловат час. Еве го 130, значи еве го ме праша дали е 130. Океј, 130. Еве има, дали ќе одржува таа брзина, односно дали ќе забрза сега. 1-2 литерски мотор. Без никаква напрегање. 230 ньютон метри. Тие за тие што се важни. Еве ќе подзабавам. На 80 нема никој. Пак еве нека си забрза 130, еве толку. Значи ништо не правам, се забрзува до 130. Сега малку побавно ќе оди тоа. Меѓутоа, чисто да видиме дали има нешто материјал. Еве го. Бројот на вртежи, да видам дали ќе го исчитам пред да... One момент. Па долго е некако тоа бројот на вртежи, 2800. Толку. Значи со изминати во вкупно 93 километри, значи вклучувајќи го и овој дел од автопатот, просекот е 5,4. Ето, тоа е одлична вредност. Транспортна способност. Уште една традиционална германска дисциплина. Од првин ви се чини дека и нема многу простор за одлагање, меѓутоа каква заблуда. Оваа преграда. Колку е да се побунив јас дека ете не ми се допаѓало бојата или тонот на оваа плоча, зад неа сепак се крие многу практична преграда и функционална преграда, основно осмислена за телефонот, со кој што кај другите автомобили, кај голем број други автомобили не знаете кај да го сместите. Е, тука е совршено измислено тоа. Така што тоа што јас забележав дека не ми се допаѓал овој панел, тоа сосем настрана. Практична преграда. Доволно длабока, широка, има и два USB приклучеци и што е најважно се затвора. И се тоа педантно изведено со ова платно што го има. Тоа е една работа. Втора работа. Просторот под средишната конзола, значи во дното практично на средишната конзола има исто. Веројатно ташна може женска да се, дамите може да се сместат ташна или Господ знае што може друго. И овој простор кој што пак е различно осмислен, значи не само што има место, туку има и практичност, има функционалност. Јас во почеток се бунев како тоа функционира. Меѓутоа, кога ќе свати човек како навистина се ракува со тоа, сепак доаѓа пак да им честита на германциве и за тоа. Го има и тоа и секако ја има и оваа преграда под подпирачот, односно практично преграда во подпирачот за рацик, се ракува едноставно. Го спомнав тоа веќе дека има простор за 1,5 литар шиша. Не е најголема касетата пред со возачкото седиште, меѓутоа е сосем добра. Тоа назад. Најважното место. Назад и шишето секако, дали го собира. Опел, германци. Ето го, назад. Колку простор имам? Па, не помнам дека имам возено толку просторен автомобил со исклучок на кинеските джинови. Меѓутоа, ова е класа. Ова е класа, има простор, висината е добра,
Аголот е фантастичен и профилирана е клупата, значи овде се седи, ова е искусна марка, овде правеле убави работи. Просторноста е во ред, имам тука джепче, имам каде да ги сместам нозете, простор за глава имам, јас барем имам колку сакам, навистина многу пристојно. Не изненадува што е толку просторно, дури напред ако седи 2 метри висок човек, пак ќе има место за јас да седнам, значи го има и ова вдлабнување, навистина примерно. Еве, сега и открив дека тука има уште едно джепче за мобилен телефон да се сместите. Opel Grandland е редок исклучок на модел каде што можете да заштедите на автоматско отворање на багажникот. Јас во почетокот имав впечаток дека има електромотор, меѓутоа германците си пресметале, ја извеле оваа кинематика и самостојно се отвара. Многу фер. И уште едно нешто, ова е пластика. Затоа е лесна вратата на багажникот. Тоа секако не менува ништо во структурната цврстина на Grandland, ова е како карпа. И тука ќе видиме поглавјето за возни својства со тоа што телефонот требаше да биде малку подобро сместен. Е така. Значи многу голема безбедносна резерва, што ме изненадува, навистина ме изненадува. Ова се многу посериозни свијаци. Многу добар баланс. Ме изненади. Значи, еве го се е сосем пред. Нема никаква реакција како по шини. Фантастично, не може, нема промена, реакција од промена на оптоварување. И тоа што исто така остава добар впечаток е моќност. 1,2 литерски мотор, да не забораваме. Значи, ова се навистина комплицирани услови за возење, значи не е секојдневно возење ова, меѓутоа чисто со голема резерва. Ги возам свијоците за да ја покажам резервата што ја има. И тоа е зрелост. Значи не е само голем автомобил, туку е и автомобил што поседува квалитети, значи возни својства, возачки, возачки квалитети на автомобилот повисока класа. Де се во хибридната и електричната изведба дополнително се вградува стандардно и амортизација која што работи со зависно од фреквенција. Значи при побавна фреквенција, при покрупни нерамнели реагира помеко, на повисока фреквенција на нерамнели реагира покруто. Меѓутоа и ова што го нуди овој Grandland, значи со почетниот основниот мотор, основен условно, плаг хибриден погон е сосем нешто што радува. И функционалност. Уште една силна дисциплина на германците. Се раздувало ова малку посилно од колку што треба. Тоа што мене ми се причини дека изобилството, шаренилото од материјали, дизајни, финиши, ми нема стил, не менува ништо во фактот дека ова е функционален автомобил. Германците работат интелигентно, го сработиле поглавието на ракувањето и навистина е се безпрекорно. Дисплејот е голема промена, значи надолжен дисплеј, не е повеќе формат 16:9, не знам какви се 5:4 или слични формати,
Не е телефонски, не е телевизијски формат, туку е автомобилски формат за Грандленд. И таа е формата. И многу менува во поглед на функционалноста, затоа што имате, за разлика од класичниот формат, каде што имате главен преглед, па ситни прегледи некои од страна споредни, тука имате две главни содржини. И ете што значи тоа. Многу ми значи, голема промена и веројатно целата бранша ќе почне наскоро да се префрлува на вакви дисплеи, значи кои што се надолжно ориентирани. Климатизацијата има копче за климатизацијата да се пристапи веднаш, значи да не мора да се влегува во мени, го има ова физичко копче, до него е Home, до него е копче за функциите, основните функции на автомобилот, сето тоа е осветлено и тоа е функционалност и финиш во исто време. Значи, да, има бројни функции тука кои што стојат на располагање, поврзувањето со телефон нормално дека е безпрекорно и ми се допаѓа. Тука има уште едно подрече кое што исто така е со осветлени копчиња. Пак се тоа функции за климатизацијата, меѓу другото и за IntelliAir, за да не мора да го дишите скопскиот смрад. Тоа се функции за ракување, значи со климатизацијата, која што секако е двозонска автоматска, нема што понатаму да влегувам. Има уште и application drawer, односно што значи тоа? Можете сами да си го нагодите, да нагодите содржината на дисплејот. Тоа е згодно нешто, да не навлегувам сега во премногу детали, меѓутоа сами си го прави, си го составувате, ја составувате содржината на дисплеите, на возачкиот дисплеј и на средишниот дисплеј. Тоа што исто така ми се допаѓа се прекинувачите на командите на воланот, значи за разлика од некои други волани, други производители кои што премногу нешто ве убедуваат, луксузари ви нагласуваат тука, па хромирани копчиња, па резбано и слично. Тука изгледа едноставно, меѓутоа тоа е и поентата, да биде едноставно ракувањето. Имате ориентир, го има ова вдлабнување, знаете каде, без да гледате на воланот, во воланот знаете каде сте, каде ви е прстот, горе-доле, странично, лево-десно и многу практично действува. Тоа ми се допаѓа. Рачките на воланот се многу квалитетно изработени. Прегледно ракување, ништо, забелешка во поглед на функционалноста, секако и функционалноста опфаќа и пристап до овие до просторот за складирање, за сместување, навистина германски автомобил. Тоа што посакувам повеќе да го има, тоа е побрза работа на приказот, на менувањето на приказот од еден во друг дисплеј. Тоа трае можеби една секунда, меѓутоа не менува нешто премногу, меѓутоа сакам да функционира тоа малку побрзо и да има малку покрупен приказ, како што кажав, на начинот на работа на благиот хибриден погон во моментот. И еве го, патно темпо, 130 на добра подлога на автопат и изненадувачки ниско ниво на бучање. Значи класа. Не само што е C-SUV, значи модел од компактен сегмент, некој ќе рече компакт има многу уште над тоа, меѓутоа ова е зрелост на модел од средна класа, навистина. Opel го прави ова, многу е вложено во Грандленд, затоа што ја враќа тежината на маркета. Ја нема веќе инсигнија и ова е Гранд. Голем Opel, не само по димензија, туку и по тоа што го нуди. Ете го и проекцијскиот дисплеј, односно head-up дисплејот, по новомакедонски, дупки. Ете го и амбиенталното осветлување, тука нема. Добро, не претирам, а има и во вратите има. И уште некаде и ова е осветлено патем. На моменти Грандленд се однесува како германски автомобил, односно германците кога ќе решат дека некој автомобил треба така и така да амортизира
затоа што е потребно такво подвозе, таква амортизација, таква стегнатост за да се постигнат посакуваните возни својства. И нема отстапка, нормално, германците си почитуваат, си се принципиални луѓе по ген. И на моменти ќе ви се чини дека е крута, а на моменти се чувствувате како да летате. Летање во возење ретко се користи, затоа што е непосакувана појава, меѓутоа по шини, многу по пристојно да се каже. И навистина како по шини. Тоа е воедно и првиот впечаток што ќе го добиете кога ќе седнете веднаш по седнувањето во Грандленд. Ја нема она типична крутост, инерција, грубост, NVH се вика, тоа noise, vibration, harshness, некогаш многу се спомнуваше, меѓутоа тоа е во суштина, тоа се влијанието кое што го градат чувството во возење и тоа е првиот впечаток навистина е колку релаксирано, колку мазно се движи. По-добар пат. Доброто е тука тоа што се чувствува комфор во возењето. На почетокот имав впечаток дека можеби е малку покрута, значи малку повеќе на германската страна, меѓутоа тоа беше исклучок затоа што возев по несредените лежачки полицајци на Орче Николов. Тоа беше единствена ситуација кога помислев дека нешто не е, дека е премногу крута за нијанса, меѓутоа еве сега гледам дека во целото возење до сега, значи убедува со комфорт. Не е со сила купен комфор на сметка на возните својства, туку е добар баланс. И комфор, и динамика. 3 дена не сум излезен од Opel Grandland во тестирање и во возење. И се виштава, ниту на момент не сум помислил, чекај да запрам да починам, се укочив, се вкочанив. Седиштата се стандард AGR. Opel уште одамна влијае на тоа, гледам бубачки. Opel уште одамна си внимава на тоа, уште од почетокот на акцијата AGR, акцион gesünder Rücken. Акција за здрав грб, здрава кичма. И ова се седишто со врвна ергономија. Значи, поддршката, комбинација меко, тврдо исполнување, и тоа што најмногу ме се допаѓа. Значи, да, го има и ова продолжување на седечката површина. Тоа го има, тоа е многу битна работа, многу важна работа. Затоа што инаку ќе треба да седите само со задникот да се подпирате кај друг автомобил, тука целосно се подпира. Целата нога, целосно телото се подпира. И тоа што најмногу ми се допаѓа, вистинско местење, значи на предниот дел. Има други автомобили каде што можете само целото седиште под истиот агол да го подигнувате нагоре или надоле. На крај доаѓат на позиција во која што ќе ве притиска точно тука под колената. И тоа е одлично решено и секако има и местење во слабинскиот дел. Opel Grandland нема потреба да биде толку во крупен кадар. Направи во оваа генерација, направи да биде големо името. Многу важен модел за Opel, поважен од представување на нова генерација на Corsa, Mokka или Astra. Затоа што ова се знаменосецот на Opel и таа го носи имиджот, темелот за сите Opel во иднина и во минатото. Доброто е што напредок има голем постигнат во споредба со претходничката, која што беше сосем солиден модел, меѓутоа ете јас ценам дека во дизајнот имаше малку заостануваше. Малку беше премногу умерена, неискажена. Тука токму во дизајнот се нагласува. Меѓутоа, има германско во Opel. Во овој Opel има германско. Во возните својства, во динамиката на возење, во финишот, во практичноста, во функционалноста, во осмислените детали. Има неколку
пропусти. Мене ми се чинат како пропусти во функционалноста, во ракувањето, во финишот на некои детали или можеби во отсуството на некој стил некаде. Меѓутоа, тоа се козметика. Ми се допадна многу Грандленд. Очекував дека ќе биде само поголем модел од C сегментот. Ќе биде многу слично возењето, искуството со Peugeot 3008 со кој што ја дели платформата. Меѓутоа, открив дека навистина има германски автомобил во овој Opel. Цената е некаде околу 40.000 евра, ориентацијално, кажувам. Затоа што основниот модел, кој што не отстапува многу со истиот овој погон, меѓутоа со опременост Edition, која што пак е над просекот, над просечноста, чини акцијски некаде околу 33.000 евра. Единствената опција тука е чини 1.660 чинам евра. Многу ставки се добиваат, главно системи за асистенција. Меѓутоа, суштината е таа. 40.000 евра е денес реална вредност за автомобил од овој сегментот, C-SUV сегментот, кој што гравитира. Сака да биде модел од средната класа. Сака да биде на местото на Insignia. SUV, голем, сериозен, представителен, на местото на лимузина. И гордост е. Кога ќе ја погледнам паркирана, додека ја сликав, замислувам како ќе изгледа, каква гордост ќе бидат собственици кога ќе си ја погледнат, кога ќе ја паркираат Грандленд и на паркинг, на некое место, покрај други возила, и ќе ја погледнат како двои, едноставно ќе им се напуни душата со тоа што знаат дека тоа е нивниот Opel. Личи на Opel, вози како Opel, многу големо изненадување.